Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници. Ова е веќе трет обид за да дојдеме до овој закон за заштита на децата, односно до изменување на закон за заштита на децата. Имено станува збор за бришење на еден став од членот 38 или практично ова за јавноста сакам вака да го поедноставам, сакам да ги тргнеме сите оние услови кои што ги ограничуваат мајките на третите деца, на третороденчињата, за да земаат некаков приход. Односно, ние сакаме да го вратиме законот за заштита на децата како што беше и предходно, односно секоја родилка која што ќе роди трето дете во Република Македонија, согласно овој закон, да има приходи од оние кои што беа предвидени предходно, а сега само за жал, само многу мал дел можат да ги искористат. И добивме едно мислење од владата каде што вели дека предходниот закон, односно кога беше законот без никакви ограничувања, не добил никаков ефект, не дал никаква динамика во однос на бројките на наталитетот. Сакам само да потенцирам овие избројки што самото го побивате од Државниот завод за статистика. Имено од укинувањето на законот, внимавајте, од укинувањето на законот 2017 година до сега на годишно ниво се раѓаат помалку 4354 за последната година новороденчиња. Тоа значи дека ниту овој закон кој што вие сакавте да го донесете и го донесовте практично и го воспоставивте, ниту дал некаков ефект, ниту пак може да има долгорочни позитивни ефекти, или во превод гледаме дека имаме се помалку новороденчиња и се повеќе иселување. Понатаму велевте дека вие немало да поддржите некакво правично според нас примање на мајките, меѓутоа низ проценти исто така сакам да ви кажам како се движело ова кога важел законот. 2009 кога е воведен имаме раст на новороденчињата за 3,2%, 2010 раст за 2,6%, 2011 раст за 6,3%, 2012 раст за 3,5%, 2013 раст за 1,8% и така натаму. Овој раст прекинува во 2017 година, кога имаме намалување за цели 5,4%, 2018 намалување за 1%, 2019 замислете за цели 7%, 2020 за цели 4,1%, 2021 за 2,0%. И мислам дека ова беше еден од најдобрите закони за зачувување на наталитетот во Република Македонија и практично вашето укинување доведува и до зголемување на сиромаштијата кај новороденчињата. Истото го имате низ призма на бројките во извештаите на Државниот завод на статистика, односно вели дека малолетниците кои што се корисници на социјална заштита се зголемува бројот од 14.758 во 2017 година до 22.509 во моментов. И вие ништо добро не направивте, ништо добро не донесовте, а па дополнително и гледаме дека само за едно полугодие имаме околу 3700 ученици кои што се помалку запишани во основните училишта, и сметам дека овој закон ќе даде еден дополнителен поттик, една дополнителна стимулација на сите семејства кои што ја планираат иднината во Република Македонија и нормално еве на сите оние кои што имаме по две деца да продолжиме со планирањето на зголемувањето на бројот на семејствата. Ви благодарам.